Почитувани, денес во нашиот град се луѓето кои Прилепчани ги паметат само по пустош и сиромаштија. Луѓето кои зад себе не оставија ниту еден проект во насока на подобар живот на нашите сограѓани, туку напротив, оставија на улица 25.000 работници и затворени фирми. Само да се подсетиме дека училишта во Прилеп беа оставени на забот на времето, а нашите родители плаќаа партиципација и секој 1 септември купува учебници, иако тоа тешко си го дозволуваа. 65% од градските улици беа неасфалтирани. Прилеп беше без канализација. Добро се сеќаваме на месеците без капка вода за пиење. Прилепчани не забораваат. Денес Заев и неговите другари и другарки пред Прилепчани ќе излезат со ветувања, иако многу пати досега дадени, а никогаш остварени. Граѓаните не веруваат на празни зборови, туку на дела, заосновани на претходно реализирани проекти. Токму во таа насока, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН преку пародија ќе даде отчет за сработеното, а и ветувања на СДСМ. Почитувани прилепчанки и прилепчани, јас сум Зоран Заев, председателот на СДСМ. Знаете де, јас сум тој црпнатиот од Муртино. Тој црпнатиот што сум предодреден да го уништам македонскиот национален идентитет. Македонското национално ткиво оти ме ставија да водам партија на која патриотизмот и чувството за државата не ни прилегаат. Па да ви се представам дополнително. Јас сум човекот кој точно не знае колку приватни фирми има, а и колку вработени во нив. Ама знам дека сите вработени во моите фирми многу ме сакаат. Толку ме сакаат што сите работат за по 6.000 денари. По некој ќе осигурам здравствено и пензиско, ама останатите ме сакаат. Си работат за 6.000 дарки месечно. Многу ме сакаат. Овај Грујо и тие неговите донесеа закон со кој одредија минималната плата да биде 11.300 денари. Ама каков Грујо, каков закон. Струмичан и мене многу ме сакаат и затоа ќе си работат уште некое време за 6.000 дарки. Ама кога ќе станам премиер, за едно 20 на години, ќе дадам просечна плата од 29.000 денари. Шо бе, шефе, пак лажиш? Не, јас? Никој не ми верува повеќе. Што велиш ти, Временска? Не е за верување дека е можно ова да е просечна плата, а? Не. Кога, како? Никој не сакате да ми кажете. Прилепчани, СДСМ ви ги затвори сите фабрики во градов и ве остави на улица. Овај Грујо и ВМРО-вци се разотварале фабрики на сите страни, па го поддржуваат домашниот бизнис сектор, а и во Прилеп донесле 2 странски компании. Ама кога ќе дојдам јас на власт, ви ветувам, сите странски компании ќе ги избркам. И во Прилеп ќе ви го пратам Вицето. Вицето ќе ви го пратам, нема подобро од него. Работа за 6.000 дарки и од неа ќе давате малце бацирака по 1 евро на Вицето. Шефе, Чауш е наш. И ние сме од Чауш. Ги најдовме овие фантоми во ВМРО-вски, ама направивме една мала грешка. Тоа не биле ВМРО-вци. Тоа биле бранковистите. И сега треба да ги најдеме уште кои останаат Јани Макрадули, Горан Георгиев и Маријана Најческа. Шефе, те слушам јас се. Знам дека треба да бркам од чистачка до министер. Си ја почнав јас работата. Си вработив еден куп луѓе од СДСМ. Закон за администрација, каков закон? За нас тоа не важи. Битно е ова ВМРО-вциве сите од чистач до министер да ги избркаме. И најбитно, прилепчани, кичмата ќе ја свиткам. Море, ако треба и ќе ја скршам, оти чадорот ќе ми ја скрши ако не го сменам името на државава. А и ќе заборавев. Од наредната учебна година, вашите деца од градинка ќе го изучуваат албанскиот јазик. Зошто? Па вашите прашања не заслужуваат одговор. Благодарам.